Добро вечер. Гледате 360 степени на македонската телевизија. Вашето внимание го бараме за следните теми. Власта ги смени условите за добивање лиценца за испитен центар за возачки дозволи. Имајќи ја предвид и вашата сторија, која што беше посветена на испитниот центар со Битола, целта на овие законски измени е суштинско демонополизирање на претходните законски услови кои што беа поставени така што беа поставени. Мислам дека ништо не се допринесува во подобрувањето на состојбите. Имате ли реакција од раководството на ЗНАМ за ваквите ваши ставови и чекови? Да, секако дека имаше реакции, но можам конструктивно и принципиелно да одговорам дека јас останувам доследен на моите ставови. Дали мнозинството ќе остане со пратеник помалку? Што предвидува договорот за народните кујни вреден 1,5 милиони евра, што добиваат корисниците во реалноста? Денеска е среда, треба готвено јадење. Дали готвено нема, денес конзерва. Тие денеска покажаа дека лузните може би остануваат, но не мора да ги дефинираат. Собранието од деновиве усвои законски промени кои може да го засегнат секој што планира да се стекне со возачка дозвола. Владачкото мнозинство предложи и изгласа измени и дополнување на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата во делот што се однесува на испитните центри. Според кажаното на парламентарната говорница и според она што го вели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, една од причините за измените се сториите на 360 степени за тоа како лани беше избрана фирмата што го доби монополскиот бизнис за испитен центар во Пелагонискиот регион. Но тоа не е единствената причина. Славица Филиповска-Иванова ги побара аргументите за и против овие промени од власта и од опозицијата. Добар ден, Филип, супер возач? Да. А утре како ви е планот? Јас сум утре во Битола. Јас сум моментално во Скопје. Зошто се предомисливте? Немам искуство јас за зборење на камера, сега право интервју ова не. Ова се фрагменти од нашите истории поврзани со младиот кичевец Филип Митрески, кој лани од МВР го доби монополскиот бизнис со возачки испити за Пелагонискиот регион. Станува збор за партиски активист и поранешен член на Советот на општина Кичево од редовите на ВМРО ДПМНЕ. До лиценца за испитен центар стигна откако собственичката на полигонот во Ресен, СНА во познатото семејство Бузлевски, блиско до СДСМ, одби да го изнајми објектот и на другиот апликант, со што практично реши кој ќе го добие бизнисот. Една година подоцна, власта реши да смени дел од законските прописи за испитните центри. Се воведуваат нови давачки под образложение дека така ќе се кренат критериумите за апликантите, но истовремено се воведуваат и олеснувања под образложение дека така ќе се зголеми конкуренцијата. Меѓу другото, се брише обврската однапред да се добие согласност од полигоните. Мислам дека ништо не се допринесува во подобрувањето на состојбите и целта не е само да, како што пишува во целите на законот кој што го поднесува, дека на овој начин ќе возможиме полигоните да бидат користени. Тогаш полигонот во Ресен ќе одлучи кој ќе ги организира испитите во Битола. Во право сум или не сум? Мислам дека вие добро знаете зашто зборам. Или еве да ви симплифицирам, ајде да збориме за Скопје за испитниот центар. Мислам дека вие подобро знаете од мене зошто ги кажам овие две места, еве нема да одам во детали. Констатирам дека собранието го донесе законот за измена и дополна на законот за безбедност сообраќајот на патиштата. Со подпис на четворица пратеници од ВМРО ДПМНЕ, власта поднесе предлог, а собранието минатата недела ги усвои измените на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои се однесуваат на испитните центри. Во предлогот пишува дека со измените се обезбедува еднаков пристап на испитните центри во користењето на сопствени, закупени или полигони на други субјекти и се подобрува квалитетот на услугите за полагање на возачки испит. Конкретно,
Измените предвидуваат испитниот центар да може да ги користи сите полигони на подрачјето на кое му важи лиценцата. Полигоните се обврзуваат да го отстапат својот објект на кој да е испитен центар, а највисокиот можен надомест ќе го утврдува министерот за внатрешни работи. Фирмите што ќе се пријават на конкурс за испитен центар нема да мора да имаат вработени, туку само договори за идно вработување ако ја добијат лиценцата. Секој апликант за испитен центар ќе мора да приложи банкарска гаранција од 10% од просечниот годишен приход на испитниот центар од тоа подрачје во последните 3 години. Гаранцијата се активира ако испитниот центар е избран и потоа не работи како што треба. Испитните центри ќе уплаќаат 15% од цената за полагање на секој возачки испит на буџетската сметка на МВР. Условите за избор на испитен центар се важни, бидејќи бизнисот е монополски. Лиценца добива само по една фирма за секој од 8 плански региони во државата. До сега таа важеше 5 години. Со последните законски измени се продолжува на 10. Координаторот на пратеничката група на СДСМ, Оливер Спасовски, смета дека тоа е предолг период во кој ќе нема можност за конкуренција. Забележува и што се воведува услов за идни вработувања, наместо кога конкурира, апликантот веќе да го има потребниот кадар. Вие ќе имате фирми кои што работат актуелни со лиценци, кои што имаат вработени така како што пропишува законот, на тие вработени им плаќаат придонеси, здравствено, пензиско осигурување, плаќаат персонален данок за нив и така натаму. И од друга страна ќе имате нова фирма која што е заинтересирана да учествува, и тоа е добро да има конкуренција за да учествуваат, меѓутоа таа практично не треба да исполнува ништо во овој дел, не треба да има вработени кои што се однесуваат на областа, може да конкурира било која компанија. Треба да има договори меѓутоа со одложено треба да има договори за идно вработување. Тоа значи дека на државата нема да плаќа придонеси, дека нема да дава плата, дека нема ништо. Ако го земе бизнисот, ќе ги вработи и ќе почне да работи. За Спасовски спорно е што секој кандидат за добивање лиценца за испитен центар ќе мора да приложи 10% банкарска гаранција. Така вели ќе се намали интересот за испитните центри, со тоа и конкуренцијата, а крајно ќе падне квалитетот на услугата. Во суштина, ние имаме предвидено во законот казни прекршочни, 10.000 евра за правниот субјект, 500 евра за одговорното лице во правното лице и административна мерка од 30 дена затварање на испитниот центар. Сега практично значи дека имаме тројно казнување со тоа што ако во рок од 30 дена не се отстрани недостатокот, покрај административната мерка на целосно одземање или трајно одземање на лиценцата, се активира и банкарската гаранција. Тоа се практично трета казна финансиска која што е за таа компанија, што апсолутно за мене е неразбирливо. Зошто? Затоа што сметам дека тоа се премногу финансиски средства кои што треба да ги платат овие компании и не заради тоа што се големи финансиски средства, заради тоа што вие не можете за иста работа да казнувате 3 пати. А во однос на давачката од 15% од цената на секој возачки испит кои ќе завршуваат на сметката на МВР, Спасовски предупредува дека е вовед во ново зголемување на цените. Постојат неколку одлуки на Уставниот суд кои што укажуваат на неуставност на ваков начин на финансирање од страна на приватни компании на државните институции и секако дека од тој аспект мислам дека е сериозно проблематично заради тоа што сега ќе чекаме да видиме дали е во суштина зголемувањето, односно 15% уплата кон Министерството за внатрешни работи, директен повик или овозможување на зголемувањето на цената за полагање на возачки испит најмалку за 15%. Спасовски до пред 2 години беше министер за внатрешни работи. И тогаш, како и сега од собраниската говорница, го поврзуваа со испитни центри, конкретно со Скопскиот. Дали вашата реакција се должи на лични интереси во овој бизнис, со оглед на тоа што пратеникот од ВМРО ДПМН на говорница го спомена Скопскиот испитен центар и го поврза со вас? Не, апсолутно, затоа што тоа што јас сум раководел во еден период со Министерството за внатрешни работи нема никаква врска со луѓето кои што ги добиле лиценците. Така да не само еден испитен центар, добиле повеќе
испитни центри лиценци во тоа време, што исто така не сметам дека и денеска министерот ако издаде лиценција мора да издаде тоа што истекуваат, дека ќе биде поврзан некако со бизнисот. Така да ние само сакаме и треба да реагираме во моменти кога сметаме дека има одредени проблеми кои што ќе ни се случат во понатамошното делување. А на крајот одговорноста најголема е на пратеничкото парламентарно мнозинство кое што ги носи одлуките и кој што ги креира законските норми така како што тие смета дека треба да ги креира. Актуелниот министер за внатрешни, Панче Тошковски, ги брани законските измени како потреба за демонополизирање на пазарот. Зошто токму сега одговорот е заради тоа што треба да следи наредниот оглас на територија на СВР Велес, кој што ќе треба да го избере најквалитетниот понудувач за склучување на договор за да може да го менаџира испитниот центар на територија на СВР Велес. И инспирирани од она кое што се случувало досега во континуитет, а особено, имајќи ја предвид и вашата сторија, која што беше посветена на испитниот центар со Битола, целта на овие законски измени е суштинско демонополизирање на претходните законски услови кои што беа поставени така како што беа поставени. За Тошковски, банкарската гаранција е прва во редот на суштинските измени. Оваа 10% гаранција која што ќе треба да биде уплатена, која што претходно ја немаше, ќе се активира доколку компанијата не ги извршува квалитетно услугите кои што државата и доверила да ги извршува. Тоа е едната вака клучна измена која што ја имаме во законот. И сега велите демонополизирање, а од друга страна го зголемувате рокот на трајање на лиценцата од 5 на 10 години. Така е. И тоа е исклучиво... Е дополнително... Видете, опозицијата од една страна ме критикува дека со банкарската гаранција, со 15% на доместок, кои што ќе бидат должни испитните центри да ги уплатуваат во буџетот на државата, дека сме удирале по буџетот на компаниите и на граѓаните од една страна, а од друга страна па дека со тоа што со 10 години сме го продолжувале рокот на важење на оваа лиценца, сме им овозможувале поголем профит и монопол на граѓаните. Малце во колизија се две тези кои што ги имаат, нели? Добро, нели вие лично сметате дека е премногу време? Не, зошто го ставаме да е 10 години? Заради тоа што цениме дека доколку одредена компанија ги исполнува сите овие услови кои што ги бараме, значи внесуваме банкарска гаранција, внесуваме 15% да биде исплатен на доместок спрема државата, кој што никогаш досега го немало. Никогаш досега го немало. Тоа претходно тие 15% оделе на некое друго место. Обврската 15% од цената за секој возачки испит да оди на сметка на МВР не ја поврзува со евентуално поскапување на полагањата во иднина. Дали ќе имаме покачување на цените или немаме покачување на цените не зависи од овој 15% на доместок кој што е утврден како на доместок кој што компанијата треба да го уплати спрема... Факт е дека е нова давачка. За оние кои што ќе склучат нови договори. Вие доколку сте компанија која што сака да ја работи оваа работа и ги прифатите условите кои што се дефинирани во рамки на закон, тоа значи дека треба да работите согласно цените кои што сега се утврдени. Дали ќе се зголемуваат или нема да се зголемуваат, не зависи од овој надоместок кој што ние го утврдуваме. Надоместокот не можеме да им го наметнеме на оние кои што претходно стекнале лиценца. Не можеме ретроактивно да важи за оние кои што претходно стекнале лиценца. Во планските региони течат постоечки лиценци, со исклучок на обновената во Битола, која лани ја доби супер возач. Следна е Велес, за каде на почетокот на годинава прво се распиша јавен конкурс, па се поништи. Што се случува во Велес? Го споменавте вие на почетокот, таму беше распишан конкурс, така, поништена. Така. И сега? Видете, таму ќе ни се случеше истото како што ни се случи и во Битола. Таму ќе ни се случеше истото што ни се случи и во Битола. А тоа е не државата, не оној кој што ги има најквалитетните услови, не оној кој што е спремен да понуди најмногу за граѓаните, туку оној кој што едноставно има монопол на пазарот да го добие, условно кажано, јавниот оглас. И поради тоа се промени законот, се предвидоа сите овие услови во насока на демонополизирање на условите кои што претходно законот ги имал, се со цел да можеме да имаме поквалитетна услуга и се со цел да можеме да имаме потранспарентна и поконкурентна постапка. А како знаете што ви се случило во Велес? Предпоставувам дека слични монополски услови во рамки на одреден град со одредени
полигони ги има и на територија на СВР Велес, како што ги има и на територија на СВР Битол. Видете, ако сме ценеле и сме сакале да ја играм играта како претходните, во рамки на еден монополизиран поставен услов во закон, немаше да го менуваме законот. Токму вашата новинарска куќа го детектираше тој проблем. Еве, јас лично, пред да објавите вие историјата дека има таква монополска поставена на пазарот на територија на СВР Битола во Ресен, и јас ја немав информацијата дека има само еден полигон во рамки на градот Ресен. Но еве ви инспирирал и Велес. Така е. Може ли ова да значи дека сега во Велес ги олеснувате критериумите за да влета фирма блиска до власта? Ги олеснуваме или ги зајакнуваме? Па добро, еве во Ова делот 15% банкарска гаранција, 15% уплата спрема државата, 10% банкарска гаранција и така натаму. Е олеснување или е подкревање на критериуми? Во ред ќе настапи појака фирма, да речеме, меѓутоа еве го леснувате полигонот. Ама нели е целта ако е тоа проблем? Нели е целта да имаме појака компанија која што би требало да понуди поквалитетна услуга спрема граѓаните? Бизнисот со испитните центри е доходовен, оти ретко кој кандидат за возач положува од прва, а секое дополнително полагање значи дополнителни трошоци. Министерот Тошковски вели дека се планираат и други новини поврзани со работата на испитните центри, кои во иднина би требало да го минимизираат човечкиот фактор при носењето одлуки, по примерот на Safe City. Околу 1000 лица во Скопје од социјално најзагрозените категории секој ден добиваат еден бесплатен оброк. Тој сепак не е бесплатен за даночните обврзници на земјава. Се набавува на тендер и чини 239 денари по парче, односно околу 1,5 милиони евра годишно. Перипетиите низ кои помина последната таква јавна набавка биле еден од мотивите на невладиниот центар за граѓански комуникации детално да го анализираат тендерот. Нивните наводи пак беа причина ние да излеземе на терен, да видиме што се случува и да побараме став од сите инволвирани. Хекора на Кифи. Овие снимки се направени на 10 март 2026 година. Снимаме во населбата Драчево, зад објектот на местната заедница. Околу 9 часот доаѓа бело комбе, од кое почнува да се дели храна на насобраните граѓани. Не станува збор за добротворна акција. Вака во Скопје изгледа проектот за еден топол оброк дневно за најсиромашните, наречен народни кујни, а кој го спроведува приватна фирма што го добила тендерот од Министерство за социјална политика. Според склучениот договор, еден оброк државата го плаќа 239 денари со ДДВ. На годишно ниво, државата се обврзува да плаќа до вкупна сума од 1.460.000 евра, што представува 375.000 оброци. Утврдено е и што треба да се готви и испорачува секој ден. Според неделното мени, во вторниците треба да има плескавици со компир, пире и сос, сезонска салата и леп, или мусака од компири, тиквички, сезонска салата и леп, или ќофте во доматен сос, сезонска салата, колач и леп, или шпагети во сос од мелено месо, прилок компир пире, сезонска салата и леп. Но на терен, иако е вторник, корисниците на помошта добија нешто сосема друго за јадење. Лепчиња? Да. За колку луѓе зимаш ти, за двајца? Да. Што е ова? Спанак со јајца. Спанак. И едно овако. Да. И чекај да видиме да не остане нешто друго внатре. Не. Ке ти наместиме се. Еве празно е кесето. Да. Истиот ден отидовме и на друга локација, пред старото кино во Маџари. Вратата на комбето се отвори и почна да се дели храна. Оброкот беше истиот како и во Драчево. Што ви дадоа денеска? Слабо лебо дало. Слабо лебо дало. Баре теле. Ова што е? Спанак? Спанак. Според менито во договорот, јадењето што го добија корисниците на помошта во вторник треба да се сервира во еден петок во текот на 4 недели. Следниот ден среда, 11 март 2026 година. Повторно излеговме на терен. Овој пат отидовме до општина Бутел. Таму храната не се дели директно од комбе, туку се остава
во просториите на Сдруженијето на пензионери. Според договорот за јавна набавка, во средите, зависно од неделата, треба да се сервира пилешка супа, ориз тава со пилешки батак, сезонска салата и леп, или риба ослиш, тава ориз, сезонска салата и леп, или пилешка супа, пилешки стек со динстант ориз, сезонска салата и леп, или вариво грашок, буранија со јунешко месо, сезонска салата и леп. Но на терен, корисниците добија една пилешка паштета, парче леп, мал сок во тетрапак и тортичка. Шо имаш? Ова? Меразак? Денеска нема готово. Зошто? Фокче. И лепчево. Таков оброк, според договорот, склучен меѓу Министерство за социјална политика и приватната фирма Парти Сервис Лео, не постои во менито. Денеска е среда, треба Да. готвено јадење. Дали Да, готвено нема. Денес конзерва. конзерва? Да. Од Бутел продолживме и во општина Центар, близу амбасадата на САД. Тоа е една од 9 локации каде граѓаните во социјален ризик на улица чекат храна од комбе, иако според јавниот повик би требало да користат јавни кујни. И таму го добија истиот оброк како во Бутел: пилешка паштета, леп, мал сок и тортичка, кој државата го плаќа 239 денари. Храната е, брат, катастрофа. Храната е, брат, за никаде, значи никој не ја јаде. Како што ја носат, така си ја фрлат, значи не е добра храната, храната е катастрофа, брат. Значи никој не ја јаде, само петокот единствено што дават нешто ефтен, малце луѓето да некој кашкавал, дават нешто и тоа го јадат луѓето. А ова што ги дават манџиве, не се ни топли, значи не се ни убави, не се ни вкусни, не се значи ништо, брат. Брат, гледај, ова ли се јаде? Ова не се јаде, бе, брат. Ова никој не го јаде, види што е прво на прво, брат. Ова не личи ни на јадење, бе, брат. Ова е срамота е вака да доаѓа за луѓе. Не сме ние свињи, ние сме луѓе, бе, брат. Ова не се јаде. Незаконски ова што во тендерот е едно, а во праксата е друго. Со јавната набавка на готови оброци за корисниците на така наречените народни кујни и подолго и подлабински се занимавала невладината организација Центар за граѓански комуникации. Индицијата произлезе од тоа што Министерството за социјална политика всушност за прв пат го спроведува овој тендер за набавка на готови јадења на корисниците на народната кујна. Досега тендерот го спроведуваше Центарот за меѓуопштинска соработка на град Скопје. Тендерот беше два пати поништуван и секако тоа дојде некако како се запали некој црвено знаменце кај нас дополнително со зголемената вредност на самиот договор. И секако сакавме да видиме нели договор вреден 1,5 милион евра како се имплементира. При своето истражување, вклучувајќи ја теренската работа, од Центарот за граѓански комуникации дошле и до дополнителни заклучоци дека наместо наведените 2 часа за дистрибуција и сервисирање на храната на секоја поединечна локација, комбињата за дистрибуција се задржуваат од 15 до 30 минути. Во одредени денови не достигаа супа, овошје и сирење, а во поединечни случаи испорачаните количини не беа во согласност со договорот. Ни придржувањето кон неделните менија, ориентационите норми, времето на достава и квалитетот на оброците, во согласност со склучениот договор, се сметаат за сериозна повреда на договорот и основ за негово раскинување. Точните и официјални податоци за бројот на корисниците не се достапни, што отвора простор за сомнеж и потенцијални злоупотреби. Значи во тендерската документација и во склучениот договор се предвидени менија за секој ден во 4 недели, значи опфатен е цел еден месец. И таму е дадена можност да се направи одредена промена во дадени денови, на пример, нели, наместо јадењето од вторник да може да се даде среда. И тоа ние низ мониторингот го констатираме. Меѓутоа, за тоа да се направи потребно е да се добие дозвола од Министерството за социјална политика. Такви докази дека е така постапено не знаеме. Додека во Скопје социјално загрозените граѓани се принудени да чекаат комбиња на улица при секакви временски услови и зашто државата плаќа 239 денари по оброк, невладината организација открила пример каде токму државата ја набавува истата услуга за многу поевтино. Во насока на тоа ние дури го посетивме Центарот за меѓуопштинска соработка на градот Тетово. Бевме на локацијата, произлезе дека таму за нив за 105 денари овој тендер го реализира детската градинка
произлезе дека се разбира и таму кажаа дека нели согласно тендерската документација дека не се презадоволни нели корисниците на народната кујна во смисла на тоа дека и таму количините кои се предвидени нели не ги задоволуваат нивните потреби, сепак станува за еден оброк дневно, меѓутоа кажаа дека максимално се трудат да се придржуваат до тендерската документација и од тоа што ние го видовме произлегува дека е така. Таму храната се остава во одредена просторија која е определена за тие потреби и корисниците кога се во можност во текот на денот доаѓаат и ја зимаат таа храна. А сепак имаме ситуации разлика од 105 денари по оброк во однос на 239 денари. Имајќи ги предвид резултатите од истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, но и заклучоците до кои самите дојдовме на терен, се обративме до Министерството за социјална политика, млади и демографија, како договорен орган и до компанијата Парти Сервис Лео, како носител на набавката. На прашањата за констатациите дека во менијата недостигаат компоненти како супи или овоше, од фирмата велат: на граѓаните секогаш им се доставуваат сите компоненти кои треба да ги содржи одредено мени. На прашањето пак, зошто на граѓаните им се испорачуваат комбинации од продукти кои понекогаш и не постојат во менито, утврдено со тендерската документација, како во случајот што го затекнавме паштета, леп, малц сок и тортичка, ни одговорија: поради проблем со напојување со електрична енергија, само еден ден во овие 6 месеци, наместо готвени оброци во работен ден, беа доставени ланч пакети со одобрение од меѓуопштински центар за социјална работа. Во однос на заклучокот дека менијата секогаш не одговараат на распоредот по денови како во договорот, ни одговорија дека тоа е можност што постои во самиот тендер. На прашањето зошто комбињата се задржува до 30 минути на локациите, а во тендерот е предвидено 2 часа, објаснувањето е: комбињата се задржуваат на локациите онолку време колку што е потребно, односно додека не се поделат оброците за тој пункт. Како се евидентира и докажува колку точно оброци се подготвени секој ден и колку корисници го подигнале оброкот, од фирмата велат: од меѓуопштинскиот центар добиваме податоци за секоја промена на корисниците, кој остварува или не остварува право, и согласно тоа се евидентира бројот на оброците на дневно ниво. Од Министерството за социјална политика, демографија и млади ни одговорија дека имаат дневни извештаи за бројот на поделени оброци и дека ротациите во оброците се координирани со нив. Но на нашето прашање дали одобриле сервирање оброк што го нема во менито, како случајот со паштетата, лепчето, тортичката и сокчето, од Министерството велат: Министерството не располага со информации дека носителот на набавката сервирал комбинации на продукти кои не се предвидени со менито содржано во договорот, ниту пак примило службени пријави за вакво постапување. Доколку новинарот располага со конкретни докази за одстапување, Министерството го повикува да ги достави по службен пат. За забелешките од корисниците и заклучоците од истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, дека, например, не се дели супа, од Министерството вела дека супа се дели еднаш на 2 недели и дека никој официјално не се пожалил. За делот од истражувањето на невладината организација дека во Тетово сличен оброк чини 105 денари наспроти 239 денари во Скопје, од ресорот кој го води Фатмир Лимани, одговараат: Министерството укажува дека набавките за потребите на народни кујни за Скопје и за Тетово и другите општини се спроведени во рамки на посебни независни постапки за јавна набавка со различни технички спецификации, барања и обем. Директното споредување на единечните цени без земање предвид на специфичните услови на секоја постапка не е коректно. Иако комбињата на терен остануваат до 30 минути, што според фирмата е оправдано доколку корисниците до тогаш си ги подигнат оброците, од Министерството тврдат дека носителот на набавката е должен да врши испорака во точно определените интервали. За начинот на дистрибуција на храната велат дека е целосно според условите на договорот, во амбалажа за еднократна употреба, безбедна и отпорна на висока температура. За разлика од претходната практика на поделба на храна директно од канистер во садови донесени од страна на корисниците, сегашниот модел значително го намалува ризикот од зарази. Моделот можеби навистина го намалува ризикот од зарази, но делењето храна на улица наместо во затворени простори секако не е покажување почит кон најсиромашната категорија на граѓани. Впрочем, факт е дека и државата на хартија говори за народни кујни,
што подразбира топло прибежиште за најранливите. Народните кујни, како што забележаа нашата камера, постојат, но државата оставила тие да се претворат во депонии. Но сепак од Министерството на прашањето за општествената стигматизација на корисниците повикуваат сите засегнати страни да придонесат за надминување на предрасудите, вклучувајќи ги и медиумите со одговорно и конструктивно известување. Во понеделникот Македонија се сеќаваше на настаните во Кочани од пред една година и им оддаде почит на 63 жртви. Тој ден и во деновите претходно се одржаа повеќе настани во рамките на комеморацијата за пожарот во Пулс. Во историјата што следува, фокусот го ставаме на оние што го преживеа пеколот и на нивната борба да се продолжи со животот. Зоран Јовановски. Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани остави траги што не се само на кожата, туку длабоко во колективната меморија. По едногодишна тишина, дел од оние што го преживеа незамисливото, решија болката да ја преточат во сведоштва. Влеговме во диското, се сместивме удобно и за многу кратко се случи што се случи. Излегов со многу повреди, мислев дека го губам мојот живот. Последно што се сеќавам кога сум примен тука во градската болница, горе на хирургија, потоа губам свест. После операцијата успеа да спасат 2 прста за сигурно. За малото прсте не се знаеше дали ќе остане без ампутација или не, пошто беше доста критично. Болницата Папа Николау во Солун ми го спаси животот и некако секоја секунда значела живот за мене. Но собраа храброст да испратат и порака дека борбата за живот добива нов глас. Глас кој зборува за падот, но уште посилно за повторното исправање. Добриот човек и здравиот човек има милион желби, ама болниот има една, да оздраве, таа ја сванав на своја кожа. Многу сакам да се борам и сакам да победувам. Упорна сум во тоа. Ваквите пораки за борба и истрајност не останаа само збор, туку добија жива манифестација каде пулсот на надежта се чувствуваше најсилно. Спортската сала во Кочани барем на еден ден не беше само место за надпревар, туку место на кое една болна тишина конечно беше прекината од звукот на кошаркарската топка и аплаузите од трибините. Поделени во две екипи, едните во бели, другите во црни маички. Овие млади луѓе не играат толку за поени, колку за секоја тешко помината секунда при закрепнувањето. По долга борба со лузните од пожарот во така нареченото кабаре Пулс, на нивните лица конечно се враќа она што веројатно најмногу им недостига – повеќе ведрина. Еден од учесниците, Драган Давидковски, имал изгореници на двете раце и лицето, како и внатрешни повреди на белите дробови. Да, на лицето брзо помина, исто и ушите и носот. Уште на десната рака имам, одам еднаш месечно на ласер во пластична хирургија. Идат од Скопје овде доктори пулмолози, не прегледуваат често и фала му на Господ, иде секако што треба. Младите херои од овој црно-бел дуел се дружеле и претходно во текот на рехабилитацијата и клучното што го научиле е дека најтешките победи во животот се добиваат со заедништво. Бевме летото на Пониква, таму си разменувавме мислења, се дружевме, повеќето се знаеме и до ден денес се дружиме често. Но не дека немаше надпреварувачки дух. Ке победат црните секако. Надпреварот кажав од хуманитарен гест и нека победи подобриот. Покрај емотивната, надпреварот имаше и здравствена димензија. Според медицинските експерти, кошарката е еден од најдобрите спортови за рехабилитација по ваков тип повреди. Тие се запознаа по-длабоко меѓу нив во целиот изминат период и ова е начин за да си покажат што постигнале, затоа што од наш аспект, со оглед на тоа дека најголем дел имаат изгореници на рацете,
Кошарката е еден вид на физикална терапија, заради тоа што ги користат активно зглобовите каде што имат најголем дел изгореници. Ќе видите, значи, голем дел се ја носат и компресивната облека под маичките. Иако логистиката за надпреварот ја обезбедија општината и болницата во Кочани, вистинскиот импулс дојде токму од оние што најдобро знаат што значи борбата за здив. Идејата не се родила во канцелариите на институциите, туку меѓу преживеаните млади луѓе. На нивните дресови стоеше само еден број – 63. Подсетник на 63-цата пријатели, роднини, сограѓани и врсници, што не ја добија шансата да бидат на овој терен. Мислам дека овие млади и луѓе се многу силни со тоа самото тоа што излегоа да бидат видени, да се надпреваруваат. Тие се многу храбри, силни и секако многу помогна сите наши пријатели кои што денес ги поканивме на следниот настан и помогна и здравствени, и помогна и психички, значи од целиот свет имавме помош. Сите тие, најмногу самите, мислам дека допринесоа за денес да бидат полни со надеж. Судбината понекогаш знае да испише морничави символи кои ги премостуваат границите и јазиците. Во светот на овие млади луѓе, бројот 63 не е само статистика. Тоа е истата бројка која пред години го зави во црно и шведскиот град Гетеборг. Во јуни минатата година, 7-член тим од Шведска дојде во Кочани со една мисија – да покаже дека болката од изгубените 63 животи е универзална, без оглед на се. Меѓу нив беа луѓе кои и самите поминале низ истиот пекол, пожарникари, социјални работници и преживеани, кои знаат како се гради надеж од пепел. Нивното тогашно ветување дека нема да ги остават повредените кочанчани сами доби свое продолжение. Дел од нив повторно дојдоа во Кочани. I guess it doesn't have to be basketball. Could be anything that brings people together, that gives some kind of relief, but also that there are things that unite us, even though or also because of the fire. So I would guess it's more important than we could imagine, really, because it tells us something that there's a life also beside it. It's not to take anything away, the awareness or the seriousness of what has happened, but it's an important message, I would say, that if there is relief somewhere, please, it's a blessing. Швеѓаните велат дека се потребни активности што ќе не потсетат дека животот е многу повеќе од тагата и болката. You could try anything. We had big discos, for instance, rather soon after our disco fire, because we wanted to take it's a human right to experience things together, and sports is very amusing also. So I congrats you to that they do something like that. I would say that it's a healing process. На крајот остана еден звук. И едно име. Бидејќи во тој момент целата сала дишеше како едно. Во оваа спортска сала резултатот на семафорот беше најмалку важен. За овие млади луѓе, секој истрчан чекор и секој постигнат кош е личен триумф над сеќавањата на онаа кобна ноќ во Кочани. Тие денеска покажаа дека лузните може би остануваат, но не мора да ги дефинираат. Хуманитарниот надпревар има мисија што оди подалеку од спортот. Секој дониран денар од публиката е влог во идниот споменик што ќе никне во Кочани. Но тоа нема да биде само нем камен во спомен на трагедијата, туку жив потсетник дека, иако времето тече, заедницата одбива да ги заборави своите 63 згаснати животи. Што се однесува институционално и ветив на родителите дека максимално брзо ќе ја спроведеме постапката, од наша страна е завршена постапката. Се очекува идејното решение или проектот да биде изготвен од страна на родителите и Сдруженијето 16 март, како ќе одлучат тие да изгледа просторот, така ќе биде уреден. Ние во програмата за 2026 немавме предвидено средства за финансиска поддршка на изградбата на мемориалниот центар, но до сега и не сме дошле до разговор со Сдруженијето дали би побарале од нас некаква помош. Во случај да побарат, ќе ги ставиме сите можни капацитети се што можеме да помогнеме.
И додека тој споменик ќе го чува минатото, младите се оние што треба да ја градат иднината. Коча ни учи повторно да дише со полни гради, претворајќи ја болката во нова, непоколеблива надеж. Гледате 360 степени. Ретки се случаите во македонскиот партиско-политички плурализам кога пратеник гласа спротивно од ставот на неговата парламентарна група или партија. Уште поретки се случаите кога по такво гласање тој пратеник останува во дотогашното јато. Неодамна се случи едно од тие ретки гласања спротивно на насоките од партијата. Постапката беше на пратеникот Милет Секов од ЗНАМ, партија која е дел од власта. Што значи и што може да се очекува по таквиот потек, го прашува Зоран Јовановски. Вашите дискусии и гласање во прилог на предлог законот за минимална плата од 600 евра, предложен од опозицијската СДСМ, како јавниот настап потоа, не поминаа незабележани во јавноста. Што е вашиот мотив да се издвоите од ставот на мнозинството во собранието на кое припаѓате како пратеник на ЗНАМ? Мојот мотив беше принципиелен, бидејќи прашањето за минималната плата е прашање за достоинството и за тоа каква држава сакаме да бидеме. Некогаш политиката мора да биде повеќе од формула и пресметка, но некогаш и ние политичарите треба да носиме одлуки што ќе мотивираат и што ќе го вратат чувството на работникот. Најпрво регионалната споредба. Нашата минимална плата е најниска во регионот. Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, сите имаат повисока минимална плата. И од тука се поставува прашањето дали ние праќаме порака дека во Македонија има најниска ефтина работна сила. Вториот аргумент е просечната визави реалната инфлација. Ние просечната инфлација завршивме со 4,1%, барем за сега, имајќи ги во предвид околностите кои се случуваат. Меѓутоа, за граѓаните кои што примаат најниска кои што имаат најниски приходи и минимална плата, за нив реалната инфлација е многу повисока. Зошто? Затоа што нивната потрошувачка е концентрирана во основните животни намирници како леб, јајце, месо, зејтин, енергија и слично. И токму во тие категории инфлацијата е многу повисока. Третиот аргумент е формализација на економијата. Сите сме сведоци дека најголем дел од работниците примаат, односно се пријавени на минимална плата, но останатото го примаат во плико. И тука најголем губитник е државата која се проценува на неко околу 250 милиони евра на годишно ниво, но всушност губитник е и пензискиот и здравствениот фонд, но истовремено губитник е и самиот работник, бидејќи неговата иднина се темели на минималната плата, а не на реална исплатената плата. Во јавниот настап што го спомнавме, споделивте различен став од ЗНАМ и од мнозинството за уставните измени за внес на бугарите, како и за пристапниот процес на земјава во Европската Унија. Дали од секогаш имате ваков став? Со оглед на тоа што една од темите на кои ЗНАМ доби најмногу гласови на последните парламентарни избори беше токму цврстиот став против уставни измени. Сите политичари од актуелното парламентарно мнозинство, од СДСМ, Вреди, ДУИ, па и лидерот на ЗНАМ господинот Максим Димитриевски, премиерот Христијан Мицковски, сите имаат изјавено дека немаат против внесување на бугарите во Уставот, впрочем и останатите етникуми како црногорците и хрватите, но без да се загрози националните интереси. И впрочем јас многу јасно вчера ја кажав изјавата дека ние немаме информации сега што се случува по однос на интегративните процеси, но мора да имаме јасен пат кон однос на тие прашања, без да се загрозат идентитетските и националните прашања. Пак повторувам и сакам овој мој став многу јасно да биде прецизен дека сите политички партии
имаат консензус околу ова прашање. Но дилемата е како до таму. Имате ли реакција од раководството на ЗНАМ за ваквите ваши ставови и чекори? Да, секако дека имаше реакции, но тоа е дел од политичкиот процес и не би навлегувал во внатрешните комуникации, но можам конструктивно и принципиелно да одговорам дека јас останувам доследен на моите ставови, кои што сум ги ветувал во изборната кампања, и оставам тоа на времето да покаже какви се реакциите и дали различното мислење треба да биде слабост или треба да биде предност во демократијата. Со оглед на тоа дека потврдивте дека имало реакции, можете да ни поделите дел од нив? Какви беа реакциите на раководството? Видете, реакциите на раководството се во рамки на различното мислење, ништо повеќе. Едноставно дискутиравме по повеќе прашања. Јас ја образложив мојата аргументација за минималната плата, но ние мора да имаме јасен пат кон ЕУ и мора да имаме јасни и прецизни информации што правиме понатаму кон ЕУ интегративните процеси, бидејќи сведоци сме нашите соседи забрзано се интегрираат во тие процеси. Но исто така напоменав и дека фазната интеграција која што беше најавувана во политичкиот, односно во јавниот дискурс, дека ќе имаме без право на глас, односно нема да сме полноправна членка и ќе бидеме дел од европскиот пазар, сето тоа на еден начин го негира европските и лидери и затоа јас ја поставив оваа дилема да седнат сите политички лидери заедно со нас претениците и да знаеме кој е јасниот пат кон ЕУ, бидејќи ние, според мене, бидејќи ние немаме друга алтернатива. Ако имаме друга алтернатива, треба да ни ја соопштат која е. Но, исто така, без да се загрозат националните интереси, односно идентитетските прашања. Ако бидеме негирани по однос на овие прашања, веднаш да ги прекинеме преговорите. Ова беше мојот став. Според вас, генерално, дали ЗНАМ успева да ја исполни мисијата поради која стана дел од власта? Уште на самиот почеток, при формирањето на движење ЗНАМ, иницијалната каписла беше третата опција и парадигмата коректив на власта. И од тука јас истакнав дека како нов политички субјект, движење ЗНАМ треба својот политички и идеолошки идентитет да го гради од позиција на опозиција. Меѓутоа, мнозинството во рамки на органите и телата одлучи да биде дел од власта и ова одлука беше легитимна и демократска донесена и јас ја почитував. Но по 2 годишно учество во власта сметам дека перцепцијата како коректор на власта не е доволно јасна препознаена за движење ЗНАМ и дека таа корективна улога не е различна. Затоа сметам дека довербата од народот се гради преку дела и треба да ги застапуваме ставовите кои што ги ветувавме во изборната кампања и затоа генерално ќе кажам дека јас останувам доследен на моите принципи и вредности кои што сум ги ветувал во изборната кампања. Со оглед на разликите во важни прашања кои што се очигледни, дали останувате дел од ЗНАМ? Како ќе постапите во иднина во собранието? Како ќе се поставите? Видете, разликите во ставовите понекогаш се и придобивка за самата демократија и плурализмот во кој живееме. И секако дека доколку имаме различно мислење, можеби за некои прашања имаме иста цел, а тоа е да работиме само во интерес на граѓаните. Јас ќе останам доследен на моите принципи и вредности кои што сум ги ветувал во кампањата. Доколку тоа
представува пречка доколку тоа представува пречка за одредени ставови и одредени принципиелни политики, тогаш јас исклучиво ќе останам доследен на тоа што сум го ветувал во кампањата и ќе работам исклучиво во интерес на народот. Ако ве замолам за поконкретно да ни одговорите, останувате во ЗНАМ, имате план според последново да действувате независно или имате некој друг план? Што можете поконкретно да ни одговорите во моментов? Во моментот не можам да одговорам на ова прашање, затоа што сметам дека за мене приоритет и важност е тоа да работам во интерес на граѓаните и да носам законски решенија кои што ќе бидат од полза за нив, а не дали тоа ќе останувам или тие шпекулации кои што се во моментот, тоа е ирелевантно и не е толку важно со да или не, важни се принципите и вредности за кои сме се борели, за кои сме се ветували. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Локалните избори се чинат како заокружен процес, но сите процеси поврзани со нив сепак не се затворени. Прашање на недели е кога Државната комисија за спречување на корупцијата ќе го објави конечниот извештај со што треба да се финализираат и заклучоците, што треба да се подобри. Очекувајќи го документот, во рубриката Микрофонот е ваш, Владко Чаловски ги праша граѓаните за темата што веќе покажа потреба да биде доуредена – финансирањето на партиите и нивните кампањи. Апсолутно не. Не е исправно. Па така се богата на грб на граѓаниве. Треба секој што се кандидира сам да си носи финансиските трошкови. Би требало да се финансира самата од себе. Па не е исправно, бидејќи треба буџетот на државата да се користи за граѓаните, за државата. За државата да се врати. Затоа треба да има една лимит. И треба да има баш граница кој колку може да донира за партиите. Да, се согласувам. Па ограничувања. Па не би можело секој има право да даде толку колку што мисли дека може да даде. Може кој колку сака да донира, мислам, нема некое правило. Треба да има построги правила. Да, треба да има, ако се тоа е така, треба да има ограничување, ама јас мислам дека тука постојат и некои перални, пола пари одат па се враќаат. Каква е политиката кај нас и политичките партии, колку се компетентни, здрави, со фундамент демократски отворени и така натаму, мислам дека се многу пари. Па се, не гледам потреба да се донира за нешто такво, кога може да донираме на некој што тие пари ќе му го сменат животот скроз. Мислам дека и левица и знам треба да се добијат и они си имаат гласачи. Треба секој да има иста прилика да се покаже, па ние тогаш да одлучиме за кој да гласаме. Ако веќе се делат париве на сите партии, треба и за нив да се одели. Да се поделат равноправно на сите партии. Па јас сметам дека сите треба да добијат дали повеќе или помалку, меѓутоа треба да се подели на сите партии. Секако да. Дали има демокрација? Ќе биде све. Тој ќе земаш, ти ќе земаш ваке, ти ќе земаш ваке, ти ќе земаш ваке. И крај. Зошто да нон-стоп да има давање пари на големи партии? Па тие има пари, има од све, не ги знаеме и каде зема. И треба да се попре. Јас по моје мислење мислам дека треба подеднако на сите да се дадат. Нема врска дали е повисока или е помала партија. Тоа треба најхитно да се промени, пошто тие ќе владеат вечно и никош никој не може да ги смени. Таа справедност мора да има, мислам. Да се провери од кај ги заработил, за да може да финансира партија.
Тоа треба најхидно, оти таму се вртат големи пари, тоа мора да се смени. Треба да постои за да се запознати луѓето каде одат парите, па без разлика преку кого одат известувањата. Бидејќи зашто мене да ми бараат потекло на... Да, зашто нив не. На пари, ако Што сме ние те помалку шетам од со нив? толку и толку пари, например да те застане полиција, ќе те прашаат кај ти са. А зашто на нив да не? Така не прават нас помалку од нив да личиме, тоа нема смисла. Нормално треба да има за механизам за контрола, затоа ти правиш ти рекламираш партии, ти не си Кока-кола, нели? Ти правиш исти како Кока-кола. По понеделничката пауза во 360 степени се враќа саботажата. Не е воопшто лесно да се биде на власт. Покрај сите проекти на кои треба да се мисли, мора да се има одговор на сите прашања, па дури и на најтешките. Например, кои се и како се бираат вкупно 72 члена на одборите кои управуваат со средните училишта во град Скопје. Во оваа постапка не се бара не си вие, ова се лица на добар глас, кои што само иницијативно преку група советници се предложени за оваа работа. Ви благодарам. Кој ги предложил? Може ли да знаеме? Група советници, да. А како ја избра групата советници да знаеме? Да, тоа се луѓе на добар глас од заедниците во градот Скопје кои што покажале иницијатива да работат. Тајни авторитети преполни со побуда да помогнат се веројатно само два од низото одбранбени механизми кои се користат за заштита на конкретни партиски решенија. Ако на власта и оди тешко со оправдувањето на постапките, што да каже опозицијата? Тие, ако повеќе, и да немаат некој избор. Кога се отворени просторите на СДСМ во Битола, има реакции дека кога и да одат не се отворени? Па, не е точна таа констатација. Ако таа утврдена вистина е неточна, тогаш како да се оцени впечатокот што дури и тие на кои едно време им биле драги, сега различно гледаат на начинот и на модалитетите според кои функционираат. Може би имаат и друг избор, ама тие веќе го имаат направено својот. Он сега вика, купил креветче, купил и душек, земал гардероба, не знаете дали е машко или женско, а црвени си ги купил. А не им е лесно ниту на левица. Тие со право се чувствуваат како црно јагне, отфрлени и непосакувани. Не дека се претргнаат да одат, ама никој никаде ниту ги вика, ниту ги игра. Ние, како советнички група, јас лично за мене ќе кажам. Покана имам добиено само за осветлување на елка. Ме разбирате? И тоа ми стаса на мејл. Може би па и пристапот им е проблематичен, оти од власта се директни и отворени. Тие немаат предрасуди, не се оптоварени и имаат за цел да го прошират стадот. Изборот на зборови не е во тој контекст, но сосема одговара на поведението. Најпрвин колешка, многу жалам што еве 3 месеци сме заедно тука и не успеавме да се запознаеме, па не си ги... Мислите така, добро. И на крајот, нема потреба воопшто да се размислува, оти се знае кому му е најлесно. Што сега да критикувам негова? Јас ја кажувам она вистина што ја имам до сега. Јас немам обструкции и тогаш и сега. И претходната власт, и сегашната исто ми се фаќа на мене. И на вистина е така. Исто им се фаќа само на тие од знам. Опти до вчера беа во СДС, а уште се на власт. Тоа беа содржините за вечерва. Се гледаме повторно в понеделник во 20:15.